Во време кога се спори македонскиот идентитет, постоење, корени, во само 15 на метри квадратни во најмалиот етно музеј во светот, во Тетовско џепчиште, се збрани вековите на нашето постоење. Преку 2000 експонати, сите поврзани со нашата Македонија. Овде традициите и корените на македонецот доаѓаат до полн израз. Симеон Златев Моне, кој неуморно со децении го собира и чува ова непроценливо историско богатство, вели дека залудно е зборувањето и натегнувањето на политичарите, кога фактите говорат поинаку. Македонија е многу чудна земја, необична, затоа кој кажуваат библиска и некој може не верува, ама еве доказите. Не треба да се зборува многу, може и ја не треба да зборувам многу. Вие треба да ги снимате предметите, да ги фотографирате и тие сами зборуваат. Нема што да се каже. Јас што ќе кажам, може и да погрешам, а предметот што постои, го гледате, може да го снимате, да го мерите и тој зборува сам за себе. Староста на предметите од пред нашата ера па до денес. Секој експонат со своја приказна и посебен. Најмалиот предмет е гумено гласачко топче, најголем бакарна софра, најстар пак овој камен од вулканска лава од Кратовско, стар неверојатни 25 милиони години. Овдека нема што нема. Ова е вистина. Од материјалите, има сребрени, бакарни, керамички, дрвени и така натака. Нема само златни предмети, а сите предмети се злато. Мислам или фантазирам дека утре, заутре ќе се најде, државата ќе најде на некој начин можност за да овие предмети од историско, етнолошко значење за Македонија ќе најдат свое место, простор, за да може да дишат на свој начин. Некако јас сега што ги поставувам. Илјадници посетители поминале во изминативе 3 децении во музеот. Моне конкурирали за Гинис, но одговор се уште не добил. Сепак, за него најважно е неговата мисија да продолжи, бидејќи, како што вели, неговата мајковина, библиска Македонија, заслужува и повеќе.